Добар ден, друштво, добар ден, криптогемиджи, каде и да сте. Само краток апдейт пред да тргнеме за Македонија, така да денеска сум на пат за Македонија. Како што веќе видовте, објавивме видео каде што, како што кажав јас, јавно ќе објавиме што точно сме направиле во однос на добротворната акција. Истата е завршена успешно. Значи, оние 500 евра кои што ветивме од Buy Me a Coffee се алоцирани, како што кажавме, и доставени до оваа црковна организација од Велес. Видовте на краткото видео што е купено и што е доставено до, да речем, македонците на кои што им е потребна малку поголема помош. Во сабота останува, како што кажав, значи да се сретнеме во Скопје, во градскиот парк. Веднаш кај Даскало, значи да види дека се уште има гемиджи, се уште има комити, така да повелете, ќе пиеме едно пиво 6 часот попладне во сабота. Се надевам дека ќе запознаам многу од овие луѓе кои што го гледаат нашиот канал, некои кои што веќе дојдоа претходниот пат, некои нови, но овој пат како што ветив сето тоа ќе биде најавено и ќе имате време потенцијално да дојдете доколку сакате да се сретнеме. Значи тоа ќе биде така речено сесија прашање во живо. Било што ми паѓа на памет, што нема потреба да вадам чарт моментално да ви покажам, можеме да разговараме, така да повелете, дојдете и ќе се сретнеме. Сега, за жал недела, тоа ќе биде првата недела во овие 2 години да немаме видео, за жал, но станува збор за свадба на мојот брат, така да мислам дека ќе разберете, фамилиарна обврска и мое лично задоволство, така да за жал во оваа недела нема да имаме видео, но до мене дојдоа некои многу интересни информации кои што сакам да ги споделам со вас, кои што потенцијално ќе бидат следното едно од подобрите видеа кои што ќе ги направиме. Станува збор за F13, тоа се посебен тип на извештаи кои што на 3 годишни периоди, на 3 месечни периоди, значи на квартал, ги објавуваат компаниите во Мурика. Што тоа значи? Значи истите мораат да објават што точно поседуваат во своите портфолија и во колка количина. Сега, со оглед на фактот дека ова е првиот квартал откако постои Bitcoin Spot ETF, ова ќе биде видео во кое што ќе ги најдеме најголемите клиенти на BlackRock, Fidelity, Invesco, ARK Invest и така натаму, значи да видиме кој инвестирал, но уште побитно, да видиме колку инвестирал. Не во однос на парична, да речем, сума, затоа што тоа многу не ни менува, на крајот од денот секој инвестира колку што може, но, напротив, овој пат ќе гледаме колку инвестирале во процентуално. Значи, од целокупното портфолио, колку процентуално инвестирале во биткоин. Зошто е тоа битно? Затоа што на почетокот, ако се сеќавате, значи веднаш испаднаа приказни од типот дека највеќе 1% треба да се алоцира во биткоин, затоа што тоа и на крајот повторно е ризично добро и така натаму, да видиме дали овие големи субјекти го почитуваат тоа правило. Така, значи идејата е дека на крајот од денот овдека буквално по дефиниција излегува. Не гледајте што ви кажуваат, туку гледајте што прават. Се разбираме? Така да сега ќе видиме со детали, значи сето тоа ќе биде направено во овој видео, со графици, со соодветни, јавни информации за тоа, на пример, колку е голема компанијата, колку е незиното портфолио големо и колку инвестирала во биткоин и колку голем процент од нивното портфолио е моментално во биткоин. Да видиме дали се почитува ова правило, дали е помалку од 1%, дали е повеќе, многу повеќе од 1%, значи тоа е многу битно за да видиме големите играчи што прават кога станува збор за крипто и биткоин. Значи, уште еднаш ќе напоменам, не заборавајте, ова е прв пат во историјата на крипто да имаме институционално играчи на ова ниво. Значи, за прв пат има легален начин да акумулираат, да купат и затоа мораме ова будно да го следиме. Како што веќе напоменав, значи, во овој bull market ние будно ќе следиме што се случува со Bitcoin Spot ETF и една многу битна работа која што морам да ја напоменам. Не заборавајте дека на крајот од денот ова се само клиенти на BlackRock, ова се само клиенти на Fidelity, на ARK Invest, на, да речем, Invesco. Добро, со исклучок на ARK Invest. Зошто го велам ова? Затоа што BlackRock се уште, иако најави дека ќе алоцира од собственото портфолио, сега зборуваме од парите кои што BlackRock ги поседува како портфолио, истиот се уште тоа не го направил. Друга битна работа која што треба да напоменеме. Иако BlackRock моментално поседува Bitcoin Spot ETF, најголемиот, и моментално најдобриот ETF на сите времења. Се уште, според моите сознанија, биткоин не се промовира преку нивната платформа Aladdin. Значи, ова е платформа која што е достапна само на институционални играчи, само на големи корпорации, зборуваме од глобален аспект, значи ова не е само во Америка, и е уникатна и единствена од својот тип. Ова е платформа која што на институционалните играчи им кажува што треба да купат.
им кажува кога и колку треба да купат, им кажува кога и колку треба да продадат. Значи, ова е платформа која што јас и вие не можеме да ја имаме, се разбираме. Оваа платформа има insider informations и индикатори кои што ние не можеме ниту да замислиме. Значи, вие дури не можете ни да видите како оваа платформа изгледа во нејзината вистинска форма, може да видите некои демо верзии. Идејата е дека кога оваа платформа, која што е користена од сите најголеми трговци, посебен тип на куќи кои што се занимаваат со тргување, зборуваме за големи ентитети, кога оваа платформа ќе почне да го промовира биткоин и кога директно овие менаџери, сега зборуваме Assets Under Management топ 10 компании со своето портфолио, ќе влезат во биткоин, тогаш веќе имаме сосема поинаква приказна. Дополнително, уште едно, да речам, на некој начин комплицирање на ситуацијата, кое што вчера го спомнавме, а вреди да се повтори. Ако се сеќавате, значи ние зборуваме уште од по моментот на лансирање на Bitcoin Spot ETF, дека само прашање на време кога најголемите институции, без разлика дали тоа централни банки, Assets Under Management компании, пензиски фондови, сите ќе имаат Bitcoin во сопственото портфолио. Втората најголема ваква корпорација, како што кажавме, е Vanguard, која што, верувале или не, само од неколку недели после лансирањето на Bitcoin Spot ETF и неговата успешност, нивниот CEO си даде оставка и понатаму кажувајќи дека нема шанси Vanguard да биде замешана во биткоин или во крипто. Зошто е тоа така? Според нив наводно тоа имало само кратка вредност, истото немало никогаш да има долготрајна вредност и едно од најбитните работи не носела така речено дивиденда. Значи тоа беше еден од главните аргументи со кои што ги разубедува своите клиенти, биткоин не ви носи дивиденда. Да, истиот расте во вредност, но Vanguard, според тоа што го објасни самиот CEO на Vanguard, се занимава со инвестирање во инвестиции кои што назад не носат само зголемување на цената инвестицијата, туку и дивиденда. На страна од сето тоа, моментално завршува неговиот мандат и верувале или не, значи ова е случајно сега си даде отказ, не дека ова е притисок од инвеститорите во Vanguard и верувале или не, магично човекот кој што беше задолжен за лансирање на Bitcoin Spot ETF во BlackRock моментално станува CEO на Vanguard. Сигурно е коинциденција ова, сигурно нема никаква врска, да се разбереме, сигурно. Исто така да не забораваме. 1 јануари 2025 година секоја централна банка во светот може до 5% од сопственото портфолио да и биде алоцирано во биткоин. И уште еднаш исто така коинциденција која што сигурно нема некоја посебна врска, во Швајцарија се спроведува референдум со кој што моментално швајцарското население одлучува дали нивната централна банка треба да држи биткоин во сопственото портфолио. Исто така, сигурно коинциденција ова. Значи, ова што ќе биде како видео, да речам, ќе биде фокусирано на F13 репортите кои што треба да бидат, објавени на квартално ниво, за да видиме кои компании, во кој ETF, колку инвестирале во биткоин. На тој начин најјасно ќе ви биде каде се тоа се движи. Од друга страна, не заборавајте, многу од оние кои што мислат дека завршува овој bull market или дека сега ќе одиме до 0 или ќе се враќаме до 5000, кога ќе видите колку големи компании, колку голем дел од сопственото портфолио го алоцирале сега, од јануари до март во овој скок, и се уште го алоцираат затоа што веќе не знаеме, да не забораваме дека моментално се наоѓаме во април, мај, па дури после завршувањето на јуни ќе го добиеме вториот ваков извештај F13 за вториот квартал од 2024 година, кога ќе видиме што се случувало во овие 3 месеци. Но првите 3 месеци, кога сето ова беше уште сумливо, не се знаеше дали ќе успее, значи тоа е многу битна работа. Да видиме што се случувало и како сме дошле до тој скок и кои се тие пари кои што предизвикале ваков скок на пазарот. Така да верувате ми, ова видео ќе биде доста битно. За жал немам време да го направам сега, иако би било максимално задоволство за мене да го направам што поскоро. Значи во наредните 2 дена ќе добивате кратки апдејти како овој, ако нешто битно се случи на пазарот. Во меѓувреме исто така морам да напоменам дека Chainlink само што направи партнерство со DTCC. Тоа е најголемиот клиринг хаус во светот. Тоа е онаа посебен тип на организација која што се занимава со помирување на побарувањата помеѓу финансиски институции. Значи, на крајот од денот, кога завршува тргувањето, ова е организацијата која што се занимава со соодветните пари да дојдат на соодветното место каде што се пратени помеѓу сите овие финансиски институции и со JP Morgan. Значи, моментално Chainlink буквално руши бариери.
Chainlink моментално се наоѓа на првата линија на адаптација на централниот легаси финансиски систем во крипто секторот. Уште еднаш, значи како што кажав во текот на утрешниот ден, на сабајлешното на ова сабајле да речем, на ова утро, значи буквално многу ми е мило кога знам што зборувам, како што е оваа ситуација со Chainlink и верувам дека ова е само почеток, значи Chainlink е еден од најдобрите проекти кои што очекувам овој bull market да имаат масивен профит. Повторно, ова не е финансиски совет, ова е само мое мислење и истражување на пазарот, но уште еднаш ќе напоменам на крајот од денот битно е вашето портфолио да ви биде вас благодарно. Не дека некој мене ќе ми каже да, во право е, гимиджијата кажа дека тој проект ќе биде доста битен, туку моето портфолио кога во текот на овие 2 дена е веќе 20 и нешто проценти плюс во Chainlink, значи, тоа е најбитниот орден за дека сум навистина докажал нешто на самиот себе си, кој што ми е битен. Се останато е само плюс. Во ред, да, на крајот од денот, добро е нели кога тоа што го зборуваме навистина излегува така, но уште еднаш ќе напоменам сите овие истражувања кои што ги правите. Сета оваа едукација која што ја насочувате кон на подобрување на самите себе си на портфолиото, треба да се одрази на вашето портфолио. Се додека не видите во вашето портфолио позитива, значи целиот овој труд е на некој начин џабе и не е битно дали некој ќе ви каже да во право беше или не. Уште еднаш ќе напоменам. А моето портфолио за сега е доста задоволно со мојата работа. Се надевам дека истото важи и за вас. Така да уживајте во вашиот ден. Се гледаме во сабота, тоа е утре во 6 часот попладне и поздрав од Криптогимиджија и од топлата Малта.